Македонија во минатото даде многу жртви и заслужува да стане членка на Европската Унија. Пристапувањето кон блокот редно време е да се заснова на исполнување на копенхашките критериуми. Премиерот Мицкоски уште еднаш испрати порака дека земјава не смее веќе да биде уценувана и целиот процес да биде оптоварен со билатерални прашања. Тој е дециден дека стратегијата на владата е да ги представи аргументите пред сите европски челници, а во таа борба посветеноста е апсолутна. И дел од тие отстапки кои што се правени во минатото од голем дел од политичарите се резултат на некои процеси во кои што самите тие биле вовлечени, па биле притиснати до зид и немале каде, дел од лекомисленост и лековерност, а дел од, јас би рекол, национална исплакнатост и неводење грижа ниту за жртвата дадена во минатото, ниту пак имале можност да имаат визија за иднината. И сега оваа влада треба да живее со сето тоа и да се бори дел од тој простор кој што некој претходно го зафатил да го освои повторно. И тоа е тешко, не е тоа лесно. Но наместо пристапувањето кон ЕУ да биде условено со исполнување на копенхашките критериуми, факт е дека нашите проблеми се од друга природа и истите се поврзани со историјата, културата, јазикот, идентитетот, работи за кои не се преговара. Според Мицкоски, Македонија и натаму е посветена на реформите и европеизирање на институциите, со што ќе се подготви да стане дел од европското семејство. Навистина имаме силна посветеност на ресорите кои што се занимаваат со евроинтеграција, Министерството за надворешни работи, надворешна трговија, Министерството за европски прашања има силен фокус, се бара начин да се надмине оваа состојба во која што сме сега, но на начин на кој што ќе се врати достоинството на граѓаните и на државата, а не како до сега. Пораките од европските челници секогаш се дека проширувањето ќе остане врвен приоритет. За да се отвори првиот кластер, треба да поминат уставните измени на кои се согласи поранешната власт во 2022 година со прифаќањето на францускиот предлог. Македонската дипломатија сега се фокусира да обезбеди гаранции дека нема да има нови блокади од Бугарија, а едно од решенијата е уставни измени со одложено